Јас сум Борис Стефановски, моментално студент на факултет за физичко образование, спорт и здравје. Ово е моја 7 година поред како рипам за крст, прв пат го фаќам крст. Нека среќен празник на свите, Господа ви дава здравје, Господа не чува, Бог се јави, да сме живи и здрави. Овој ден за мене е посебен секоја година, последните 7 години. Рипам секоја година за крстот, за светиот крст, за здравје, за спасение. Четврта година на факултет, уште еден испит до завршување, ова година да дипломирам, да се запослам, да работиме со дечиња, да имаме здравје, да не чува Господ. Традицијата трае 25 години, пивтијадата е една од манифестациите кои што трае 25 години, што е сепак убав јубилеј. Оваа година ќе имаме гости од повеќе градови кои што ќе дегустираат од пивтијата, кој што е наш традиционално јадење, и ние на овој начин како здружение на дијабетичари, здружение Екогард и нормално ресторанот Грација, секоја година се трудиме да и дадеме посебен значај на пивтијата која што обележа на нашиот христијански празник Богојавление, и оваа година ќе биде исполнета со богата културно-забавна програма, со дегустација на пивтиите и други јадења традиционални, така да се надеваме дека и оваа година ќе го исполниме она што е зацртано како манифестација, да има свој културно-забавен, меѓутоа и гастрономски карактер. Важно е да има квалитетни продукти кои што се набавуваат во месарите во Куманово и веројатно рецепт кој што секако сите домаќини го имат на свој начин. Некои прават само со свинско, некои прават и со говецко, така да таа комбинација е оставена самите да го тоа направат. Пивтијата е едно од јадењата кое што е препорачливо и за дијабетичарите, нормално во одредени граници, така да желатинот од пивтијата е многу корисен. Дијабетичарите мора да водат повеќе ред за шекерот кој што го има во производи, гликемиските состави на другите јадења, шекери, леб и така натаму. Пивтијата не е тоа, таа е сосема прикладна за јадење на дијабетичари. Веќе 25 години, ова јубилејна година, 25 години, веќе 25 години правиме Кумановска пивтијада, една пивтијада како организација на највисоко ниво во Македонија. Почнавме пред 25 години, не се надевавме дека ќе догураме до тука. Навистина имавме до сега 25 кумови на пивтијади, секоја година нов кум. Оваа година Боба Николовски е кум на пивтијада, на 25-та пивтијада, директорот на Царина. Денеска ќе бираме и нов кум за наредна година, тоа ќе го објави после кумот. 25 години дружења, многу голема заинтересираност, многу луѓе доаѓаат од цела Македонија и од странство. Мислам една прекрасна манифестација, меѓу поубавите манифестации во текот на година во град Куманово. Бог сакаше на ова 25 годишница, односно јубилеј, 25 години од пивтијадата во Куманово, која што со поддршка на општина Куманово, а секогаш во организација на Газда Влајко, ресторан Грација и сите што претходно ги спомнавте тука се одржува веќе 25 години. Оваа година Бог ги нареди некако коцките, јас тука заедно со вас да бидам прв меѓу еднаквите.
И затоа ви благодарам пред све на Газда Влајко и на општината за организацијата и на сите други. Ви благодарам на сите гости што сте тука присутни. 25 години, нешто што можеби во другите градови не ни сонувале како традиција, еве во Куманово, ние кумановци 25 години одржуваме една традиција, пифтијада, која што оваа година посебно ми е драго што еве и лично ми спочитува и би сакал да го поздравиме владиката Григорий, нашиот народски владика кој што еве дојде и со молитва подоцна ќе го заврши својот дел од неговата професионална во наводници работа. Владико, ви благодарам што сте тука заедно со нас, со народот македонски, со народот од Куманово. Благодарност до сите вас, драги пријателци, без разлика од која бранша доаѓате. Тука е моето семејство, бидејќи јас по дефолт еве како кум го поканив и моето семејство, на кое што посебно им се заблагодарувам што се тука. Градоначалник, да сте живи и здрави и вие, за поддршката што 25 години еве како општина, а и вие овие мандати и години што ги имате сте тука. Поздрав до коалицијата. Морам да поздравам до Иван Стојковиќ, го гледам тука сега што пристигна. Иван, поздрав, живи и здрави. На сопартиците, поздрав до сите, без разлика од која партија се, од која вера, од која националност. Благодарам што сте тука, да сте живи и здрави, Господ здравие да ви дава. И една молба до мене, овие наредни 3-4 од мене, овие наредни 3-4 часа. Заборавете на сите проблеми, заборавете на политика, заборавете на се лошо што ве обкружува. Ви посакувам овие 3-4 часа да имаме прекрасна дружба, да се дружиме, да го обележиме овој ден со убава енергија и на крајот на криштата затоа и сме тука. Уште еднаш поздрав до сите, Бог се јави, Господ здрави да ви дава на семејствата, нека ја чува Македонија, нека ја чува Куманово. Поздрав до сите. Општина Куманово традиционално веќе, значи, по 25 пат го поддржува овој настан, но пред се сакам да се заблагодарам во оваа прилика на организаторите на истиот, чиј ентузијазам секако не може овој настан да биде тоа што е. Ние сме во убави месеци, месеци на дружба, благосостојба, ширење на пријателства, позитивна енергија. Сакам и посакувам секој еден граѓанин на Куманово овие месеци да ги искористи, истите да ужива во нив, а потоа следува период на постот за сите оние кои што припаѓаат на христијанската вера од православна исповест, а воедно во оваа прилика посакувам благосостојба во секој дом во Куманово и на сите граѓани на Македонија и сите наши пријатели низ целиот свет. Да сте живи и здрави, нека ни е среќен празникот, го прогласувам овој настан за отворен и Бог се јави.